Се враќаме во студиото со нашите гости, тоа се професорот Кракутовски, Невена Георгиевска и градоначалникот Шелегов. Градоначалниче, сакам да ја прашам за една работа, спомнавте вие, го спомнавте процентот на загадување од каде доаѓа. Мене ме интересира еден различни информации кои ги најдов во однос на тој ревизорски извештај на Европската организација Евросај, каде што тие велат дека индустријата е најголем загадувач. Пред загадување од загревање на домакинства и од превозните средства од сообраќај. Додуше ова е за цела Македонија. Ова е за Македонија. Сега и за Скопје има многу некои цело време теории на заговор, на завера, дека се штити индустријата, дека таму се заташкува загадувањето, дека намерно се минимизира баш поради лоби групите, поради бизнисмените, поради скапите филтри кои треба да се имплементираат. Има ли нешто тоа? Без оглед на тоа што да речам, тие што се така наречени и свиркани капацитети во нашиот град, Дрисла, Макстил и Цементара се најчесто прозивани. Тие се алиценци. Тие се под ингеренции на Министерството за животна средина и под Државниот инспекторат. Јас кажав, јас сум спремен да предводам било каква експертска група која што ќе покаже било каква релевантност за својата експертиза. Да влеземе заедно, ја ќе ги предводам, нема некој што ќе се преграначалник на Скопје. Да влеземе во Цементар, во Макстил и во Дрисла. Да отидеме заедно, да ги направиме потребните мерки и да контролираме работата. Она на кое што сакам да давам верба како човек, без некаков си протекционизам кон било кого, е дека сите тие, имајќи во предвид дека лиценцата подразбира и постоење на мерна станица во кругот на самиот комплекс, која што е конектирана со Министерството и вредностите ги дава внатре во Министерството. Имаат такви мерни уреди внатре во нив и праќаат податоци. И би требало, ако тие податоци се надвор од лиценцата, да бидат предмет на казнување, на супервизија и на сите тие работи. Податок што може би е непознат, пак велам, јас сум спремен да предводам било кого. Дајте ми човек, дајте ми група, дајте ми експерти да отидеме, ќе направиме таму. Не велам ќе влеземе насилно, меѓутоа кога градоначалник на Скопје ќе предводам ненајавена контрола. Јас лично. Со цел да влеземе да луѓето, јавноста, граѓаните се убедат дека нема барем градоначалник. Зошто не го направите тоа? Затоа што по она што мене ми го кажуваат од Министерство за животна средина и од инспекторатот, пак ви велам, во кругот на Макстил, во кругот на Усие, во кругот на Дрисла, постојат мерни станици кои што испорачуваат вредности за степенот на загаденоста во околината. Значи, немам јас проблем со тоа. Јас бев тој што испровоцира Дрисла на почетокот на мојот мандат. Заради таа провокација на инцелераторот на Дрисла, ние поставивме воден филтр. Се тепав, може би година и пол од мојот мандат, и повеќе, за да некаде во јули месец Советот на град Скопје донесе формална одлука да Дрисла ја одземеме од концесионерот и ја вратиме во прегратките на градот. Значи, знаете, ако ги вреднуваме вистинските вредности, напорот што го направи администрацијата што предва, напорот што го направив јас во превземањето, тоест одземањето на Дрисла од приватниот концесионер за да ја вратиме и формално таа одлука постои, ние сме сега во постапка во Централниот регистар да го вратиме јавното предпријатие и градот да влезе внатре. И јас очекувам дека тоа многу брзо ќе се случи, е сериозен еден напор, баш во оваа смисла во која што вие кажувате, јас сум спремен. Ние имаме некаде околу 52 субјекти со Б лиценци кои што се моја надлежност како градоначалник на Скопје. Во изминативе во оваа сезона, надвор од редовните, ние направивме 2 вонредни контроли, ненајавени, во секој од тие инсталации, во секој од тие субјекти кај што бевме, со цел да ги утврдиме вредностите. Тоа го општиме со јавноста.
Тоа го споделуваме со јавноста. Може ли само сакам едно прашање бидејќи дојдовте на оваа тема за која онака сакам да ве прашам во однос на Дрисла. Не сакам премногу да навлеземе бидејќи тука не треба веројатно цела емисија. Затоа сакам да ми го објасните тој момент бидејќи имате спор и со централниот регистар, еве таму професорот на пример Борче Давидковски од кого е побарано мислење, мисли дека не сте во право во овој случај. Тој така вели. Демократска држава, секој Да, во ред, тоа е негово мислење, но прашањето еве кое е поставено, зошто одите со таква постапка, а не со одлука за поништување на јавното приватно партнерство, бидејќи тогаш Дрисла автоматски се враќа во рамки на јавното предпријатие. Значи зошто одите со ваква постапка? Не е до крај прецизно прашањето или не се до крај прецизни сознанијата на човекот или кој да е што го поставува прашањето. Градот Скопје, Советот на град Скопје донесе одлука за поништување на постапката за бирање на приватен концесионер за јавното приватно партнерство. Постапката за избор на јавен на партнер, односно на така наречена постапка за јавно приватно партнерство со одлука на Совет на град Скопје е поништена. И сега тоа поништување ние се обидуваме или сме во постапка да го имплементираме во централниот регистар. И предпријатието Дрисла, кое што се трансформирало од јавно во друштво со ограничена одговорност, да го реституираме, односно го вратиме назад. Одлуката на Советот на град Скопје е одлука за поништување на постапката за избор на приватен концесионер. Што би се рекло, одлука за поништување на јавното приватно партнерство. И тоа е патот што градот го има фатено. Добро, докаде сте со спорот со централниот регистар? Ја обвините и директорката и дека има политичка конотација, го спомнавте и Сашо Мјалков. Јас само кажав тоа што се зборува во јавноста за тајните содружници, односно невидливите содружници во Дрисла. Стојам на ставот токму заради тоа што Советот на град Скопје како надлежен орган што ја започнал постапката, е поништил постапката и стојам на ставот дека постапката, односно реституцијата на Дрисла ДО во јавно предпријатие Дрисла е нешто што неминовно следи, затоа што претходело како одлука на Совет на град Скопје од Дрисла јавно предпријатие во Дрисла ДО. Ја имате соодветната одлука и сега ние сме во жалбена постапка пред комисијата. Мислам дека таа е успешна по последните информации кои што ги имам, ама да не прејудицирам, ќе треба и формално да го добијам тоа и повторно топката ќе биде кај централниот регистар и мислам дека они овој пат ќе треба да ја спроведат одлуката на Советот на град Скопје и тоа значи дека Дрисла конечно ќе ја вратиме после 8 години перипетии, после 8 години маки, после 8 години загубено време, средства, животна средина, нерви, не знам што се не овој град и граѓаните на овој град не загубија во изминатите 8 години, конечно е на таков голем или горлив проблем да го вратиме во рамките на градот. Знаете што е чудно, господине Шлегов, само уште ова сакам во контекст на ова, бидејќи кога го кажувате тоа као нешто што се зборува нели во јавноста за господинот Мјалков, неговите конекции со Дрисла, дека таа всушност негова фирма и вашите сопартнери често употребуваат таков еден вокабулар. Прилично е чудно вие од позиција на власт, на владеачка партија, каде што ги држите сите институции, да се служите со шпекулации. Па зошто не побарате од обвинителството, зошто не побарате од сите други органи тоа да го истражат? Туку го кажувате ова која нема никакво влијание, значи се служи само за гол популизам. Нема никаков ефект тоа. Не е сега гол популизам, ај сега да се разбереме. Името на Сашо Мјалков оваа држава до пред 2 години не смеевте ни вие да го изговорите вака јавна телевизија како сега. Па добро, ја го изговарам. Го изговаравме ние, добро. Чисто да не забораваме. На пример, ја потекнувам од таа еден го изговарам. На пример, госпоѓа Невенка не можеше Коце Трајановски да го види спроти себе. Добро, но на пример, извинете, не пак ќе ме воведете во овако, сакам да добијам. Не, ова е популизам што го кажувате. Зборувам визави одговорностите и нашата респонсибилност, односно тоа како стоиме транспарентни пред јавноста. Поранешните администрации на нашиот град не се појавува вака да разговара за проблемот. Знаете дека имате проблем со владењето на правото и правдата. Се е во ред. Она што јас не можам, за жал, како градоначелник на Скопје да го носам како одговорност е работата на другите институции. Понекогаш мораш да ја повикаш јавноста за ноторните работи да биде на твоја страна. Разбирате што сакам да кажам.
Јас не можам затоа што можеби има луѓе кои што не сакаат да ја сносат одговорноста за функциите што ги обавуваат. Да ги оставам во комфортната зона, зашто е многу лесно да бидеш чадор за сите. И сега никој во оваа држава, на крај на памет немало да му падне, дека веројатно одговорноста за Дрисла и незиното непревземање лежи во Централниот регистар. Ама ајде да ги прозиваме луѓето. Знаете, кога зборуваме за загадувањето во воздухот, јас некне имав една изјава, гледам дека не до крај коректно вашите колеги од ТВ Алфа ја има пренесено. Кога зборуваме за загадувањето во Скопје, моето чувство, лично, е дека не до крај секогаш ги разговараме работите онака како што треба да ги кажеме. Што сакам да кажам? Не можете да зборувате за загадување во Скопје, туку треба да зборуваме за загадување во Скопската котлина. Затоа што надвор од административните граници на град Скопје, Скопската котлина е една географска многу поширока категорија од административната граница на нашиот град. Во Скопската котлина, надвор од административните граници на град Скопје, и постои општина Чуцер Сандево, Илинден, Петровец, Арачиново и Сопиште. Би сакал, заради доброто на сите, дел од нив се мои партиски, да речам, или политички пријатели, дел не се. Меѓутоа, фокусот... Рече се сите се. Па двајца не се. Добро, да. Океј. Меѓутоа, не гледам дека некој ги прозвал и тие луѓе што правите вие во рамките на вашата општина. Затоа што по географското нешто, Лисиче е, да речем, најниската точка во Скопската котлина и тука ради зимо и природните услови кои што доаѓаат, во зимно време се таложат највеќе гасови. Она што ви го гарантирам, затоа што во овие 5 општини што ги споменав, зборуваме за околу 20.000 оџаци. Не зборуваме за било што, зборуваме за околу 20.000 оџаци. Никој не ги викна градоначалниците на овие 5 општини да ги праша што правите вие во вашите мандати за загадувањето. Некако, знаете, имам чувство дека Скопје го гледаме дека е Карпош аеродром центар. Да, добро. Ме разбирате? Добро, вие разбрав поентата, и сега затоа велам дека сакам од време на време да ги прозвеме одговорните, без оглед дали се тие политички пријатели на Шилегов или не. Таму ние коалиционен партнер во Централен регистар, не ми е гајле. Искрено ви кажувам. Зошто? Затоа што ајде луѓе да во оваа држава некогаш како систем треба да се обидеме да воспоставиме, ако не иде систем, ајде да се прозиваме кои сме одговорните во државава. Да. Добро, Борет, бидејќи немаме време, имаме буквално уште по можеби една минута максимум за двајцата. Ве молам за една крајна поента. Георгиевска, мислам, да. Ве молам кратко, така, да. Се сведем моето излагање само на хейтање на муабетите на господинот Шилегов, затоа зашто беше многу долг. Мислам, малце требаше да имате респекти према другите соговорници, да и ние да кажеме некои работи, затоа ја упоѓав, еве сега ви слушав, не знам, 10 минути. Сакав да ви поставам прашање и за Вардариште, и за Визбегово, тие се во вашиот реон, меѓутоа вие сакате да идеме заедно со граѓаните во цементара, што е под ингеренција на Државниот инспекторат. Дали сте спремни, еве, да отидете ненајавено, еве и граѓани сигурно ќе ви се придружат во Вардариште, со инспекции, со МВР. Да, еве рече да. Таму одиме секој ден. За третиот сегмент за инспекцијата не разговаравме, иако да речем од сите овие сегменти што ги спомнавте, инспекторатот на градот Скопје, еве да не излезе кахетам, е една од светлите точки, работи, меѓутоа резултати нема. Како вие се помагате на инспекторатот во справувањето со оние работи што на кои се соочуваат на терен? Само да се доискажам. Јас го водам инспекторатот. Како мислите дека како го помагам? Јас сум градоначалник на Добро, дали знаете дека имаат проблем со излагање на МВР на терен? Апсолутно знам. И што направивте за тоа? Апсолутно знам и сме у координација и токму заради тоа разговаравме со премиерот и мислам дека во текот на вчерашниот или денешниот ден беше и најавата за поактивно вклучување на Министерството за внатрешни работи. А дали сметате дека до сега нивното неизлагање и игнорирање на проблемот треба да сносат некои одговорности? Дали сте спремни да поднесете преставки како град за... Јас во кореспонденцијата што имам со министерот за внатрешни работи и во секојдневните слушања секогаш кога имаме проблем, посочувам кои се виновниците внатре во неговата институција,
кои што не секогаш до крај одговараат на обврските кои што ги имаат. Добре, ве се да речеме во само треба да знаете дека и ќе ја видите вие во текот на наредната недела она што ние како град и како општини во рамки на она што можем да го направам, ќе го представиме на јавноста. Во тој систем ќе биде вклучено и Министерството за внатрешни работи и јас очекувам дека барем во делот, значи ние имаме различни, кога одевме по страништата, кога ни ги палеа ножеви ни вадеа луѓе. Ме разбирате што сакам да ви кажам? Океј, значи, ама не, кога ќе ми речете дали знаете, ја го водам инспекторатот. Миро е во хиерархијата на град Скопје под градоначалникот. Океј, Миро е супер човек, исклучителен професионалец. Еден од најдобрите што ги има оваа држава. Јас сум горд што го имам за раководител на инспекцијскиот овако биота ме прашате дали знам со какви проблеми се среќава. Па не, чудно ми е зашто до сега толков период е оставено луѓето таму да ризикуваат животи. Апсолутно ги раководиме и ги работиме. Ние имаме 3 невралгични точки по однос на дивите депонии во градот. Едната ни е на Вардариште, едната ни е во Визбегово и имаме две диви населби. Кога сме кај Визбегово, треба да знаете дека овој град, по мој налог, ја поднесе првата кривична пријава за формирање на дива депонија. Токму во Визбегово. Сега, знам што се случи со кривичната пријава и токму заради тоа имавме и состанок и со истражителите, имав состанок и со надлежниот обвинител со цел да и кај нив подразбудиме чувство за одговорност за животната средина. Затоа што не можете вие пријавителот во конкретниот случај инспекторатот на град Скопје или градот Скопје како сакате да го третирате или да му даете третман, вие сте криви што сте го пријавиле, па сега ни правите беѓа ние да треба да правиме дополнителна работа. На тоа нема да попуштам. Значи јас како год да е, има дел што е видлив за јавноста, има дел што е невидлив за јавноста. Верувајте ми, бидејќи видливоста на јавноста е 0,1% или 1%, кога доаѓам на ваков тип на емисии. Во 99% од ситуациите, условно кажано, се тепам со останатите институции да почнат да се работат. Само што нешто да кажам. Се спомна Дрисла. Дрисла е дел од целосен систем разработен за управување со отпад. Тука е вклучено и Вардариште и Вардариште е претоварна станица. Дали во моментов е претоварна станица? Знаете дека претоварна станица по сите стандарди што се у законот Вардариште не ги исполнува. Не ги исполнува. А е сепак е претоварна станица. А Визбегово каков статус има? Дива депонија. Таму депонијата за жал ја создавале години и години назад и таа е едно од омилено свратиште, како да кажам, на што ја знам, на луѓето од Оризари што доаѓаат од Скопје, Црна Гора, застане тука со кола и фрла. Го начекавме тој камион кој што го начекавме. Бе молам само затоа што имаме целосна анализа и јас немам намера како градоначалник во рамки на она што можам да го направам, дури за нијанса повеќе, да ја почекате другата недела. Тоа ќе бидат промовирани определени активности на градот, на општините и определени промени во правилникот за комунален ред, каде што ќе ги однесеме до максимум работите кои што ги спремаме во рамки на она што ги имаме како законска можност. Дури веќе да речам дел од едукативниот дел на комунална хигиена, така наречена екопатрола, која што има 1500 подучувања на граѓани за тоа како се фрла отпадот. Ќе влезе во делот редарскиот систем, са ви кажам некои работи кои што градот ги спреми како папирологија, јас ќе морам на совет да ги поминам, немам друг овакво. Да, и сега знаете како, ако беа 1500, не можете да кажете, сега самите кажувате дека инспекторатот е поажурен. Океј, значи работиме да некои навики што се стварале децении и децении ги искорениме. Тоа е тежок. Ама повторно се повторуваат делата затоа зашто тоа е тежок процес. Јас ви кажувам дека екопатрола на комунална хигиена во текот на 2019 година до сега има изречено 1500 опомени. Знаете колку ги имаат уште Оризари, баш ги гледав извештаите, 0. Со месец имаат 0 контроли. Правиме систем во кој што екопатрола наместо да опоменува ќе казнува. И тоа ќе биде дел од новините кои што ќе ги дадеме на градот. И само околу инспекцијските контроли што ги правите, викате дека ги објавувате. Освен што се објавуваат на Facebook како постови кога и каде се фатени, транспарентно објавување на контроли како и кога се изведени секојдневно или еднаш неделно или месечно немате. Јас ќе бев многу посреќен. А убаво би било. Значи добро би било и превентивно да се делува на тоа. Верувајте ми, ќе бев многу посреќен од вас да добрите работи што се случуваат медиумски станат подостапни до јавноста.
Имаше една Објавувајте ги на страна. Секој ден таму се извршена објавуваат, контрола. ако ме прашувате за Facebook и веб страната на град Скопје, таму се објавуваат. Меѓутоа Сите контроли се објавуваат или само одредени? Апсолутно, да. Тоа сите казни се објавуваат, еве така ќе го или сите помасовни акции. Сега дали апсолутно сите контроли што сме ги направиле, не можам да ви потврдам дека е така. Имаше една медиумска куќа која што ми се јави за вандализмот што се случи на зелениот кров на ГТЦ. Ја викам кој зелен кров? Вика како кој зелен кров на ГТЦ? Сега колега ваш нема да именувам. Па чекај, викам, јас колку што се сеќавам, вие не ни објавивте дека градот прави зелен кров на ГТЦ. Разбирате, имаме некогаш проблеми ние. Јас ќе бидам многу навистина посреќен ако успееме да не разговараме за она што ја уште на почеток го нареков, да не ја претвориме политиката или проблемите на градот во реалити шоу, туку да доаѓаме до суштинските проблеми. Добре. Ако доаѓаме до суштинските проблеми, затоа што се извинувам, во онака како што јас размислувам, во рамките на работите кои што секој од нас ги обавува, универзитетски професор, граѓански активиста, медиум, раководител на институција, секој од нас има известна општествена одговорност. Ако и општествена, општествената и моралната се некаде веројатно исто. Ако секој од нас се постави на тој начин да сноси одговорност за околината, во неформалниот дел би кажав, клучното прашање, кога ќе речеме кој сака промени, сите велиме јас. Кога ќе прашаме кој сака да се промени, тогаш сме веројатно малку потивки. Ако продолжиме да се однесуваме, и ова е непопуларно за политичар, меѓутоа јас секогаш и упорно го зборувам, ако продолжиме да се однесуваме на истиот начин, како институции и како граѓани, резултатот никогаш нема да ни биде подобро од тој што ги имаме сега. Да, ако се промениме сите, веројатно ќе го добиеме подобриот резултат. Добро е со ова една мудра порака. Така да апелираме, можеби нешто ќе се смени. Ви благодарам на сите за учество во мисијата. Ја пробивме доста, но тоа е, имавме интересен разговор, не останаа доста прашања и неодговорени, но толку време што не згасне Скопје ако ви влезе под кожата. Да, не застанува. Ви благодарам, почитувани гледачи, за вашето внимание. Останете со програмата на Телевизија 24.